Здрава, дички! Прекрасно е чувството да се снима вака адхок видео само 3 недели постпартум. Посебно делот кај што нели ќе си ја пуштам косата, ќе си ставам малце шминка, ќе излезам од пижами и нели и покрај тоа што овој подачњак ништо не го крие. Сепак убаво е да знам дека се обраќам на вистински луѓе настрана од моите домашни. Исто убаво е да се зборува за реална тема, а не само Google Gaga. Настрана од сите бебешки, детски и мајчински видеа кои што ви ги подготвувам периодов со свежа инспирација, ова видео е за една малку поинаква тема. Технички е и за мајки и за деца, меѓутоа во практика е повеќе за тинтрање на мајките, односно тие што ме следат на Твитер и на Инстаграм знаат дека пред недела дена си порачав терапевтско кебе. И после само 2 вечери користење морам да ви кажам дека една од подобрите работи што ми се имаат случено во 2020 година. За тешко кебе имам читано многу одамна, односно долго време истражував за терапевтските карактеристики на тешките кебиња. Најдов разни форуми, сајтови, производители од странство и сепак на крај не нарачав, бидејќи ми изгледаше комплицирано да се земе пратка од околу 10 кила по интернет и не знам, едноставно се откажав од целата потрага, но неодамна дознав дека одскоро постои во Македонија компанија која што ги произведува тука овие кебиња и тоа ги прави по нарачка. И одма ги исконтактирав, станува збор за Хаги МК. И тоа е единствена ваква компанија кај нас. Сигурно ве интересира што е терапевтското кај тешкото кебе. Значи, што прави? Практично тешкото кебе е многу едноставна алатка. Не действува, нема електроника, нема хемикалија, нема ништо конкретно такво што действува. Туку е како на некој начин како обично кебе, кое што е полно со мали стаклени топчиња. Овие топчиња не се како џамли да ве бодат, нели, кога ќе налегнате на кебето, туку се толку ситни и фини што дури и не се choking hazard, односно и кај бебиња и мали деца и животни може доколку се случи да дојдат во контакт со топчињата, тие се помали од нивните дишни патишта и не можат да бидат фатални. Овие стаклени топчиња, кои што се практично природен материјал, на кебето му даваат тежина која што е идеална за смирување. Односно, истражувањата покажуваат дека кебето воглавно делува на два начина. Прво, со самата тежина го намалува пулсот, кој што кај лица кои што се анксиозни, кои што се под стрес, кои што се под хроничен замор, може да биде на многу високо ниво прилегнување и токму тоа не им дозволува да заспијат во разумно време по легнувањето. Јас мислам дека цел живот страдам од токму од оваа појава. Како и да е, експертите го препорачуваат ова кебе за лица кои што имаат проблем со анксиозност, кои што имаат проблем со несоница и нарушување на сонот или неможност да се заспие по првото будење ноќе. Кај лица со АДД или АДХД синдром, тоа е Attention Deficit и Hyperactive Disorder, и кај лица со нарушување од спектарот на аутизмот. Некои истражувања покажуваат дека можат да очекуваат подобрување и лицата со депресија. Моето лично искуство во овие 2 вечери можам да го опишам како спиење во Охрид или во Берово, бидејќи со оглед на тоа што спиам во Скопје во јули со прозор отворен на кипање и без клима, мислам дека е доволно јасна споредбава. Буквално, освен на овие 2 места, летно време никаде немам толку долго и добро спиено, значи навистина да се почувствувам одморена од сабајле. И тоа е дискутабилно, бидејќи сепак нели станувам барем еднаш во вечерта и се будам уште 3-4 пати и презаспивам. Но и 2 вечери немав проблем да погледнам колку е часот на телефон, а да не заскитам по апликациите на телефонот и да пишувам реплаи на Твитер во ниедно време.
Да ве поштедам од обимните Google Search истражувања, значи сигурно ме интересира како функционира ова кебе. Практично оно прави само физички притисок рамномерно на површина на целото тело и конкретно за состојбите за кои што се препорачува, влијае многу слично со една техника за намалување на анксиозноста, на немирот и на паничните напади, а тоа е техниката на grounding, односно приземјување или присуствување во сегашниот момент, а ова се постигнува со тоа што допирот на површина на целото тело го активира комплетно чувството за допир и се намалува вниманието кое што им се дава на другите дистракции, посебно на оние во нашата глава. Со други зборови, доколку кога спиете или кога ќе се разбудите у 3 саат са бајле, ви текнува за симпатијата што ве погледнал накриво кога сте излегла на табла у 5-то оделение, значи активираното чувство на допир ги оневозможува фокусирањето на вакви непотребни мисли и со тоа ви го скратува периодот што би го поминале нели во преиспитување на минатото и на иднината, во текот на ситните сати на ноќта и едноставно ќе ве насочи директно на чувствување на целото свое тело и на заспивање. Оваа техника е сигурно има многу позната на оние кои што користеле йога, медитација или хипноза за да дојдат до состојба на смирување и заспивање. Нормално не може за сите да биде добро, има неколку состојби во кои што не се препорачува. Прво и основно доколку имате скора спортска повреда, исто така не се препорачува за лица со астма, бидејќи тежината на кебето може додатно да го отежне дишењето. И не се препорачува за лица со клаустрофобија, јас би додала и со страф од вода, бидејќи буквално првото чувство што го имате откако ќе ги затворите очите, а сте се покриле до гуша со кебето, е дека тонете како во вода постојано во еден правец. Сигурно ме интересира и колку е тешкото кебе. Овие кебиња Хаги ги прави по нарачка за деца и за возрастни. Не смеат да ги користат деца кои што се помали од 25 кг маса. Никако не смеат да ги користат деца под 2 години и доенчиња. А за возрастни и за уморни мајки, масата на кебето треба да изнесува околу 10% од тежината на личноста која што го користи. Затоа ова кебе е за една особа, не постојат дупли кебиња вакви. И практично јас кога го порачав си пишав таму дека сум 60 и нешто кила и во пакетот ми стигна кебе од 7 килограми. Многу е тешко, дури ми е тешко да го ракувам кога сум во кревет, значи едва се покривам и откривам вака сега постпартум. Меѓутоа, чувството откако ќе се покријам е благословено. Во моментот на користење, навечер, кога се покрив и во тие неколку прилики кога станував или се будев, практично имав чувство дека тонам, дека сум добро покриена, дека сум гушната. Чувството што релаксира всушност се поврзува, особено нели кај истражувањата со малите деца, се поврзува со техниките на тесно повивање, при што бебињата се смируваат, се поврзува со чувството дека некој ве држи целосно, нели, од сите страни, не ја чувствувате гравитацијата директно, нели, на начин на кој што сме навикнати. И едноставно се чувствувате згрижени, придонесува за директна релаксација. Додека подобрувањето на расположението веќе се гледа следниот ден откако е забележливо, нели, и во која мера сте се одмориле. Цените кои што ги има на интернет се некаде од $35 на AliExpress, па се до $400-450 од скапи и луксузни производители. И во таа смисла, ценовникот на Хаги е одлична сделка, а кон крајот на видеово Хаги ви нуди уште подобра сделка, односно код за попуст за сите гледачи. Пред да дојдеме до таму, да ви кажам која е единствената лоша страна што јас ја открив овие 2 вечери. Не може нели се да биде совршено. Мислам дека е голем недостаток на ова кебе тоа што стимулира спиење колку што му е потребно на вашето тело да се одмори.
Не знам дали ова ви звучи како лоша страна, меѓутоа, ако си легнете и се покриете и мислите дека ќе го хакнете вашиот биоритм со тоа што ќе спиете 4 или 5 сати, ако сте поуморни од тоа, многу повеќе ќе ви се спие и најверојатно и самиот сон додека да се разбудите ќе потрае повеќе од планираното време. Јас имам природни аларми, така што не сум пробала како би изгледало доколку се будам со аларм и се терам себе си да станам. Меѓутоа, во мојот случај знам дека ќе станам, ќе се проврткам 15 минути дури да завршам работа со доење, мењање пелена и пак ќе си легнам, така што не ги доживувам многу тешко овие прекини. Но доколку би требало да станам и да се раздалам од креветот после кратко време сон, мислам дека ова ќе ми биде сериозен проблем. Нормално приоритети се во прашање, не би требало да биде проблем доколку можете да го одвоите сето време што ви е потребно да се одморите и да се наспиете, бидејќи нели на подолг рок така инвестирате повеќе во своето здравје, во своето тело. Сега да се вратиме на сделката. Значи, со ваков фидбек и со бројот на вашите прашања и коментари во врска со искуството со кебето, се јавив повторно во Хаги и милата Драгана ни овозможи секој кој што го гледа ова видео да си добие 10% попуст за својата нарачка, која што ќе ја оствари било кога до крајот на јули, август или септември 2020, со тоа што ќе го користи кодот Дома со Леа 10 за 10% попуст на нарачката. Без разлика дали купувате кебе за себе, за дете или за подарок на друга особа, се што треба да направите е да ги исконтактирате Хаги МК на еден од овие начини кои што ги гледате на екранот, најдоцна до 10 јули 2020, со што би го потврдила својот термин било кога во јули, август или септември за подигање на нарачката. Значи, на овие мејлови, контакти, броеви, можете да ги добиете сите потребни информации во врска со тоа колку тешко кебе ви треба, какви дезени има на лагер, колку време треба за изработка, колку ќе ве чини кебето, начинот на плаќање. Мене во задоволство ме чинеше 4500 денари и платив на фактура, но пак ќе кажам со оглед на тоа дека нема да патувам ни во Берово, ни во Охрид ова лето за да се наспијам како човек, мислам дека ова се добро инвестирани пари, па дури набрзо да ме напушти еуфоријата на овие први 2 вечери користење. 2020 година на сите ни беше некако најтешка до сега, така што едно тешко кебе нема многу да додаде на сета тежина, туку напротив мислам дека како и мене ќе ви го разубави времето поминато дома, особено во спиење. Ви благодарам многу за вниманието, не заборавајте да се јавите во Хаги МК за повеќе информации и за резервација на вашиот попуст со кодот Дома со Леа 10. А ние се гледаме набрзо со нова тема од моето апдейтувано секојдневие со 2 деца. Чао!